најважно што би сакала да го потенцирам, иако тоа веќе во неколку наврати го споменуваме, е дека Филолошкиот факултет е еден од 4 грантисти кои што добија поддршка од УСАИД заедно со локалните партнери да го вклучат да ја вклучат медиумската писменост во формалното образование на ниво на додипломски студии. Тоа е исклучително значајно за нас, прво затоа што голем дел од нашите студенти продолжуваат понатаму на пазарот на трудот, како наставници по мајчин јазик. Тоа се студентите кои што понатаму ќе предаваат македонски јазик, турски и албански, а знаеме онака како што се одвива на ова ниво реформата, вклучувањето на медиумската писменост ќе тргне токму во тие предмети, значи предметите за мајчин јазик, така што тоа е едниот аспект кој што е многу важен за нас. Како овие идни наставници да ги обучиме уште додека студираат, да имаат познавање од медиумската писменост и се разбира, тоа не ни е и конечната цел. Она што сакаме да го направиме е сите наши студенти, млади луѓе со кои што работиме да имаат вештини да ги препознаваат дезинформациите, кои што навистина видовме низ многу примери досега и во нашето општество, но тоа е, се разбира, глобален феномен, навистина ја подриваат на некој начин демократијата и исто така тие дезинформации и лажните вести по конкретно навистина го оневозможуваат вклучувањето на младите во општествениот живот на начин на кој што тие треба да бидат вклучени. Навистина можам да кажам дека формалното образование ќе биде понатаму вклучно, меѓутоа и она што сега се прави, што го прават овие локални партнери на УСАИД, како Институтот за комуникацијски студии, Македонскиот институт за медиуми и други активни чинители во нашето општество, тие веќе мислам дека зборуваат на оваа тема подолго време и видовме веќе и низ разни дури едукативни програми кои што одеа на традиционалните медиуми, зошто е тоа важно, па и видовме и некакви примери како се прави, но навистина без обука јас би рекла дека е многу тешко вие да одвоите што е вистинита вест, што е дезинформација, особено ако зборуваме за оние скриени пораки и идеологија. Да речеме, тоа е тешко, па дури и за високо образовани луѓе. Имаше некое неодамна истражување кое што укажа на тоа дека лажните вести што се однесуваа на вакцинацијата, да речеме, навистина најдоа плодна почва и меѓу луѓето со завршен докторат. Навистина е тешко да се разликува дури и за новинари кои што работат во медиумите да откријат што е лага, што е вистина, затоа што начинот на кој што тие вести се сервираат е многу сличен на вистинитите вести. И тука навистина треба со голема внимателност, ако ништо друго, барем да не ги споделуваме понатаму информациите за кои што не сме сигурни дека не се лажна вест. Мислам, може да споредувате, да речеме, тоа и го правиме на обуките и на некои работилници кои што јас сум ги водела, кога ќе споредите вистинска вест
од паралелна лажна вест која што го тврди спротивното, ќе видите некогаш дека буквално во едно зборче е разликата. Односно дека клучната веројатно работа би рекла е да проверуваат младите кој е изворот на информации, дали тој извор има кредибилитет и во крајна линија да размислуваат за тоа која е мотивацијата за создавањето на таа порака. Оти секој кој што создава некаква порака има причина зошто го прави тоа. И од тука мислам дека треба да тргнеме. А инаку проблематиката е навистина сложена и ви треба цел сет на вештини. Меѓутоа барем ако младите размислуваат за тоа кој ја создава оваа порака и зошто ми е упатена мене, и ако се обидат тоа да го преиспитаат на некој начин, мислам дека тоа е веќе добар старт, дури и кога ја немаме медиумската писменост во формално образование.